Содржината од договорот за добрососедството со Бугарија и понатаму за македонската јавност е недостапна. Она што се знае дека договорот ќе биде потпишан ден пред одбележување на најголемиот македонски празник Илинден. Но за поранешниот бугарски претседател Петар Стојанов, Илинден не е македонски празник. Илинден според Стојанов е нивното второ априлско въстание. Защо казвам романтизъм? Ами затова, защото когато започва четническо движение в Македония, особено когато започва подготовката и избухва Илинденското въстание, българите вече са далеч по-просветени, ние имаме свои вестници, ние имаме свои канали за комуникация, цяла България знае за това. Това е нашето второ априлско въстание. Изживяно вече с един романтичен ореол. Казах за първото, много хора разбират час след неговото потушаване. От тази гледна точка, ние българите няма как да се лишим от тази страница от нашата история, защото лишим ли се от нея, историята ни остава изключително бедна. Затова историята на Македония е най-романтичната част от историята на България. Ова е класична негација на македонската историја, дециде на историчарот Слободан Ников. Власта во Македонија мора да обелодени што содржи договорот, додава Ников, кој јавно говори дека стравува, оти би можело да им стане навика на нашите соседи, да си ја присвојуваат како своја нашата историја. Многу опасно е ако направиме еден чекор да ја редефинираме историјата. Според мене опасно е тоа. Опасно во смисла се плашам да не им стане навика на соседите и да не биде наметнало дека они биле тие кои што организирале востанието. Исходот знаеме како беше од Илинденското востание. Многу осетлива материја е. И додека власта молчи, дел од граѓаните јавно негодуваат. Македонската историја си е наша историја. Не можеме како сака некој си друг, па ние да мењаваме историја. За некои држави постоечки на Балканот имаме заедничка историја, но дека со бугарите не познавам таква. Пратениците на ВМРО ДПМН упорно бараат по примерот на нивните колеги во Бугарското собрание и тие во собранието на Република Македонија да расправаат за договорот со соседна Бугарија.